Од поделните детали на носијата ќе ги издвоиме. Невестинската кошула од бело домашно платно со украсни црвени, црни или зелени пруги, означени со името кенари. Кошулата е уште украсена со монистрена, стилизирана, вегетабилна орнаментика. Или со срмен тел, конец, извезен во геометриски мотиви. Елечето е со сосема мали димензии и е извезено со мотиви од бел и жолт црмен конец. Кафезите се црно-гајтански ногавици. Од бројните монистрени украси на оваа носија, впечатливо делува невестинскиот колан и невестинскиот украс на глава, означен како фес, кој освен украсна, има и апотропејска улога, да ја заштити невестата од лоши очи. Во украсувањето на чорапите, карактеристична е ситна геометриска орнаментика и жив колористичен спектар. Јас се викам Зекировска репка од село Октис. Така. Во нашето време ние ткаевне, со теја живеевне со ткаење, со платна вака ткаевне, печерки, бовчи, шаравне за помладите, за постарите црни ткаевне на удугу. За мажите ткаевне црни бечви и предевне, и ткаевне вразбори. Платно префне вака. Мара ми префне за првославните, за оддаде да носят на главата вака. Бели, без тенар вака, само бело. Така живеевне, така префне. Сега ова вајна што ја даде Господ најубо за нас. Така беше времето, така префне. Сега е најубо времето и вака да биде секој пат, дур да е дуњава, секој мал голем, вака да бидит како сега најадени, напиени, нашетани, променати, како треба.